Националната установа Центар за култура во текот на целата година на битолската публика, но и на интернационалната која секоја година ја има во се поголем број, посебно на фестивалите, и нуди врвни културни настани со богата различна понуда, кои ги задоволуваат вкусовите дури и на најприбирливите. Иако пред скоро време заврши 46-тото издание на фестивалот на народни песни и игри и Линденски денови, на кој учествуваа над 1000 учесници од 5 различни земји и кој понуди одлична програма во текот на 4 фестивалски денови. За периодот што следува најавуваат многубројни културни настани. Традиционално изминатите години, кога фестивалот Браќа Манакија во септември, всушност со тоа ја започнуваме официјалната програма, бидејќи Центарот за култура е неизоставен дел од фестивалот и партнер во реализацијата. Оваа година се надеваме на уште едно одлично издание со голем број на гости, филмски звезди, бројни филмски остварувања, и во тие 7 фестивалски денови градот навистина да живее во духот на овој фестивал. Веднаш после тоа ќе се продолжиме одлична соработка со Македонската опера и балет. Повторно ќе имаме гостување на балетот со новиот проект Црвена соба на Игор Кировски, а понатаму во преговори сме да операта дојде со своја представа. Она всушност требаше да се реализира пред неколку месеци, меѓутоа од објективни околности не успеавме да го направиме. Се надеваме дека ќе го имаме на репертарот и одличниот концерт на Игор и Ана Дурловски. Од Националната установа Центар за култура најавуваат многубројни културни настани до крајот на годинава, а посебно внимание кај јавноста ќе предизвика 8-то издание на фестивалот Музика од светот, за кој организаторите најавуваат богата програма. На 3 декември е концертот на етногрупата Баклава, а пред тоа во месец ноември е фестивал на музика од светот. Се уште не ги откриваме имињата, меѓутоа оваа година програмата ќе биде најбогата досега и позитивно ќе бидат изненадени фановите и на тој фестивал и публиката во Битола и во целата држава, бидејќи ги надмина локалните рамки фестивалот. А една традиција која што ја започнавме со камерниот оркестар минатата година, повторно на 10 октомври, на денот на роден денот на Центарот за култура, камерниот оркестар ќе има нов концерт. Во Центарот за култура речиси 3 години успешно функционира и 3D киното, кое на љубителите на филмската уметност секојдневно им ги нуди најновите светски филмски наслови.